Kjo javë është mjaft e rëndësishme, pasi që përveç ngjarjeve të shumta të cilat ndodhin, në fakt shënohet edhe një prej ngjarjeve më të rëndësishme, që është edhe java ndërkombëtare e infermierëve, apo siç ndryshe i njohim edhe motrave medicinale, dhe në fakt së fundmi flasim për shumë problematika, shumë peripeci me të cilat përballen sistemi mjekësor dhe jo vetëm. Po për gjitha këto dhe për çënuar javën ndërkombëtare, ne kemi këtu në studio le të themi kështu kryetaren e Unionit të shoqatave të infermierëve, ajo është vetë infermiere, është gjithashtu edhe ka studiuar master në drejtim mjekësor, kështu që i ka të gjitha sferat e mbuluara në këtë drejtim. Kemi së bashku këtu në studio zonja Gordana Бешлиовска. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што го подигате гласот за медицинските сестри во овој период кој што изминат од неделата на сестринството, каде што добивме посебен простор да зборуваме за решенијата на проблемите на медицинските сестри. Јас често пати, особено кога одиме по болници, се мислам како би функционирал системот ако би немал медицински сестри. Не би постоел тогаш системот, бидејќи сестрите се суштински дел од системот и систем е кога нели сите заедно. Во тимовите функционираме со носителите на здравствената дејност, лекарите, медицинските сестри и сите наши сродни струки кои што се во тимовите, како што се нашите колеги од лабораторијата, нашите физиотерапевти, рентген технолози, фармацевти, сите ние заедно со институциите го чиниме целокупниот здравствен систем, каде што корисниците, не се сите пациенти, имаме корисници каде што здравствено воспитуваме и превенираме, за да не дојдеме до болести, си ги остваруваат собствените потреби по основ на здравието и се она што е превенција, лекување и рехабилитација. Вие ни дојдовте со вашата секојдневна униформа денеска тука во студио. Кажете ми дали го памтите првиот ден кога сте се облекле вака? Па да, меѓутоа беше друг дрес-кодот, друга беше формата на униформата, бидејќи јас имам 33 години работно искуство и го градам во понаречната воена болница, сегашната градска општа болница 8 септември, каде што на мое задоволство имав можности 8 години да бидам главна сестра на истата и да ја водам низ еден период на трансформација кога се трансформираше од таа цивилна болница во воената болница. Мојата униформа на работно место е друга, ова е свечената униформа со која што на сестринството му ветивме у име на Унијата и на Сдруженијето дека додека да го добиеме законот и додека не ја добиеме лиценцата, дека вака и визуелно ќе го вршиме притисокот на здравствените структури, дека постоиме, дека сме важни и дека треба да ни се решат нештата. И како беше чувството кога почнавте за прв пат да работите? Јас после завршувањето на средното медицинско училиште, заминав на студии во Битола, тогашната виша медицинска школа во Битола, која што само што беше отворена. Јас сум студент од таа прва генерација и сум многу горда што сум студент на една таква школа како што е Високата медицинска школа во Битола, која што произведува исклучително стручни и професионални медицински сестри, која што во текот на периодот помина во Висока медицинска школа и јас тогаш веќе како остварена мајка и медицинска сестра која што работеше во интензивните неги во тогашната воена болница, ги продолжив студиите повторно во првите генерации и дипломирав далечната 2003 година како дипломирана медицинска сестра. Сето тоа ми донесе дополнителни убави бази и средини во болницата каде што се остварува в долг период како главна сестра на дигестивната хирургија, каде што бевме расадник за едукација на медицински сестри и работевме нешто кое што беше многу професионално, многу достоинствено и авторитативно врз основа на оно што ве одликува како професионалец и можност да се дадете во собствената професија. Сите тие нешта донесоа да 2010 година кога се трансформираше болницата, бидам предложена и ја понесам одговорноста на главна сестра на целата болница. Испишавме една прекрасна историја со тогашната гарнитура, во која што болницата ја направивме образ на здравствениот систем, така ако можам да се изразам, прерасна во еден велелепен професионален центар кој што, како да кажам, е нешто каде што секоја на медицинска сестра и доктор сака и посакуваат да дојдат да бидат дел од таа институција и да работат во истата, каде што постоеше една автономност, професионалност, признавање на образование, признавање на квалификации, на специјалности, на се она кое што го работиме, хиерархишко поставување според професионалност, според знаење, според нешто што требаше да ве одликува со една доверба према персоналот и да градите едни политики за доверба према пациентите и
Тоа е нешто кое што постави една сериозна база на болницата, каде што растевме со број на персонал, растевме со професионалци, створивме систематизации, сописи, пописи на работни места во кои што се остварува професионалците според образование и така понатака, и тоа се некои периоди за кои што ние многу гордо вака ќе зборуваме и ќе ги посакуваме да ги имаме, затоа што тоа се времења на исклучителни доверби и времења во кои што пациентите се чувствуваа многу по-задоволни, зборувам конкретно за оваа здравствена институција. Јас и понатака се остварувам сега во работата во здравствената институција во Градската општа болница 8 септември, меѓутоа во меѓувреме завршив научни студии и моите статуси од научните студии ги користам во образовниот процес на медицинските сестри, каде што имам можност на сегашната висока медицинска школа која треба и очекуваме да прерасне во факултет. Имам можност како едукатор да се остварувам во програмите по дигестивната хирургија, во програмите во средното образование и во сегашното стручно средно медицинско училиште Свети Лука, во оној дел каде што се програмите за болничарите, каде што со практични теоретски настави формираме болничари кои што се во два смера, како транспортери во болниците и како негуватели на болните, и моите научни студии ми овозможија, бидејќи магистрирав на акредитациите и стандардизациите на болници, да работам во Агенцијата за акредитација, од каде што течат базите за акредитација на болниците, кои што се многу важни стандарди на испорачување на здравствените услуги, и тоа е нешто кое што многу не плени, бидејќи со оваа работа преку Агенцијата за акредитација ние во болниците наметнуваме едно ниво на високо професионални стандардизирани задачи кои што се преточени во документи со записи каде што стои точно и конкретно кој нештото треба да го сработи, која е постапката по која го сработувате на крајот и колкава се одговорностите за нештата. Тоа е една како да кажам, на многу важна администрација на живи документи кои што, бидејќи медицината е постојано во напредок, постојано имаме промени и така и со методите во болниците, така и со стручност и со професионалноста на вработените, и тоа се живи документи кои што постојано се надополнуваат, прошируваат и ги оправдуваат стандардите на испорачаното. Тоа е кога нештото што го работите, кажувате дека го работите по процедура и имате за истото запис. Тоа е всушност важен професионализам кој што треба да го испорачаме према пациентите. Ние останавме кај вашиот персонален пат, да речеме, до денеска. Кажете ми, пошто се вративме малку во минатиот век и во овој век, дали има разлика на тоа како ние се однесуваме кај сестрите, медицинските сестри? Дали е сега подобро или било подобро? Многу подобро. Секогаш, мислам, памети ми едни многу други по овој времења во кои што, пак ќе кажам, многу е важно професионалните авторитети да ги имате врз основа на знаењето, на искуството, на професионализмот, на образованието. Така се брани професијата кога е здравието во прашање. Ако ме прашате сега од оваа перспектива, јас имам 33 години работно искуство како медицинска сестра, а се уште немам лиценца за работа. И тоа е нешто кое што дополнително, односно основно е урнисува базата на професијата и ве прави да не се чувствувате со самодоверба. Меѓутоа, своевремено во болниците можеби бројките и стандардите на сестрите беа многу позадоволителни затоа што ние имавме континуирани конкурси во еден период, кога дури една медицинска сестра поради блажена состојба ќе заминеше на одреден период на боледување, веднаш се правеше надокнада на друга медицинска сестра која што времено ја минуваше во тој период додека е одсутна, или имавме континуирани конкурси за секое природно одлевање по основ на пензионирање. И не се дозволуваше никогаш на местата на позициите да имаме дефицит на овие кадри. Ние сега се соочуваме со ситуација на неконтинуирани конкурси. Овој статус договор на дело во кој што постојат сега медицинските сестри, кој што е многу недостоинствен, така ќе се изразам, не постоеше порано и го немаше како таков се до пред 8-9 години, да речам, од прилика колку и што и ги имаме
некои кои што се уште постојат во вакви статуси договор на дело, да работите толку години и секој ден да одите на работа и да не знаете дали ќе ви кажат од утре немојте да доаѓате, или постојано да исчекувате дека дали ќе го добиете договорот и ќе бидете вработени, е нешто со кое што не треба да се оптеретува овој персонал. Ние имаме многу подруги задачи кога ќе стапнеме на работа. Треба да ја градиме довербата кај пациентите, тие се суштината на нашето постоење, ние за нив постоиме. Вредноста на пациентите е многу важна во нашите достигнувања. Ние ако не ја постигнеме довербата кај пациентите, ако не се тие чувствуваат со нас доверливо и имаат проблем, значи ние не сме се оствариле во професијата. Ова не е професија, ова е живот. Во оваа професија не можете да поминете и да замините. Значи мора да се давате постојано емпатично, да ги соживувате. Значи треба да видите како една безусловна љубов како професионална мајка. Знаете, само на мајките љубовта е безусловна према децата. Така и нашата професија према пациентите. Ние треба во сите пациенти да ги гледаме нашите најблиски и секогаш треба да се однесуваме онака како што посакуваме сестра кога и ние би биле пациент од другата страна. И во секоја професија има карактеромани, има и во нашата, и секогаш ќе слушнете многу незадоволства за жал од пациентите, од индивидуални грешки и однесувања кои што сметам дека во некои понарешни времења и многу и не сме ги зборувале бидејќи можеби и не постоеле. Сега имаме една ситуација во која што храброста и самодовербата се бере од оноа од позициите, знаете ли јас кој сум, на кого сум, па сум на позиција авторитативно. Тоа малце ги урниса достоинствата во професијата со тоа што ние сестрите што многу знаат и умеат и имаат вештини, ги маргинализиравме на основа на, јас многу ги почитувам сите млади кадри и порачувам секогаш до повозрасните искусните медицински сестри да им дадат можности, да ги едуцираат, да им овозможат да можат да се адаптираат. Меѓутоа, треба овие сестри со вештини и со знаење да имаат сертификати за нивното менторирање. Треба вие тоа на некој начин на нив да им го прифатите, да им го признаете во таа квалификација на рамки каде што ќе ја задолжите да менторира, каде што ќе дадете авторитет, ќе дадете можности на крај на денот и сето тоа како одговорности ќе го платите. Меѓутоа, младите кадри кои што доаѓаат во болниците не треба да сметат во здравствениот систем дека со завршувањето на повисока скала на образование вие веќе треба веднаш да дојдете и да раководите со некоја позиција. Во времето додека го менаџиравме и водевме менаџментот во тогашната воена болница, постојаа правилници внатре во болницата врз основа на кои се носеа уредувања кој се може да ја понесе позицијата на одговорен. Постојаа критериуми кои што требаше да ги оправдате прво со работен стаж, временски работен стаж, па со образование и со знаење, за да можете да бидете авторитативни, да правите едукација, да менаџирате, да организирате и така понатака. Тоа се тие некои суштински разлики кои што во овој момент можеби малку повеќе го губат сјајот на професијата, кога за медицинските сестри во Министерството за здравство не постои сектор, каде што имате секогаш тамо индивидуи кои што можеби и не се од нашата бранша, него се сосем други бранши, а одлучуваат за медицинските сестри. Не може никој повеќе да знае од нас што е за нас тоа што е потребно и кои се решенијата за нас. Затоа сестрите треба да бидат, ние веќе медицинските сестри прерасна од една помошна професија веќе во една професија во која што се специјалисти во собствените области. Тие не се останатиот медицински персонал, тие не се средно медицинскиот персонал. Имаат вокации, имаат дипломски студии веќе, имаат стручни студии и треба во болниците и во здравствениот систем да се остваруваат во тој дел каде што ќе може таа нивна образовна квалификација, нели, по описите и пописите на работните места да ја испорачат до пациентите. А ние сега имаме во болниците сестри кои што имаат непризнаено образование, кои што се незадоволни од личните доходи, кои што имат стручни студии, а не се во систематизациите предвидени, кои што немаат решенија за работа, а долго време работат без решенија. И тоа прави едно огромно незадоволство и резигнација и многу сериозни причини да лесно донесете одлука да си заминете не само во државата, не само во приватното, туку и да ја напуштите на крај на денот и професијата, бидејќи имате на многу полесен начин, со многу помалку одговорности, можности да заработуваат и да имаат социјално-економски статус во државата многу посериозен, бидејќи ние сме сега општествено незадоволни во целата ситуација. Оваа професија
не може да биде вреднувана само врз основа на коефициентот на образованието. Таа мора да биде вреднувана врз одговорностите кои што ги носиме. Дали има поголема одговорност од човечкиот живот и од здравието. Не смееме да се соочуваме со ситуации на незадоволство на пациентите од професионални грешки. Потребни се сериозни образовни програми. Не смееме да дозволиме да ни се образуваат сестри кои што ќе завршуваат со квалификации врз основа на кои нема да можат да фатат приклучоци во болниците. Мора да бидат сериозни образовните програми. Сестрите треба да бидат и вклучени во образованието. Ние работиме негата во болниците, ние ги негуваме болните и ние треба сите тие предмети по основ на негата на болен, кои што се содржат во сите области, сакате во интерната, во хирургијата, во која и да сакате област, мора медицинските сестри да бидат вклучени. А идните образовани медицински сестри да има доволни часови и програми на едукации во болниците, на практични часови, тие се во Европската директива многу јасно и децидно прикажани како треба да бидат, само ние сето тоа треба истото да го спроведеме и да биде така. И треба самите да бидеме свесни и совесни кога влегуваме во оваа професија, дека мора да ја браниме со знаење. Тој вертикален развој за кој ви зборувам, во кој треба сестрите да се остваруваат, е многу важен, бидејќи сега кога ќе се вработите како медицинска сестра, да речеме завршувате средно медицинско и на 19 години почнувате да работите. За 40 години според сегашните закони треба да заминете во пензија. Вие во тој период можете само најмногу да станете оделенска, одсечна или главна сестра. Тоа не е кариерен развој. Тоа се статуси кои што во овој момент во болниците го урнисуваат авторитетот на сестрите. Треба да, значи, својот кариерен развој да го развивате понатака во факултетско образование, дипломски студии, стручни студии, научни студии, да се остварите и да еден ден да заминете во пензија и како магистер, и како доктор на науки, а во тој кариерен развој во болниците да можете и да едуцирате, да бидете и дел од образовниот процес, да учествувате во политиките, да бидете имплементирани таму каде што се носат политиките за медицинските сестри, и за сето тоа на нас не е потребна таа лиценца, која што не задолжува континуирано да се едуцираме, за да ја оправдате за еден временски период, преку конгреси, симпозиуми, кои што во овој момент Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, во која што имаме 6 здруженија, каде што се сите сестри обединети од Македонија, каде што ние Сдруженијето на медицинските сестри за нас кој што ја предводи самата Унија, Сдруженијето на медицинските сестри од Општата болница од Гостивар, каде што имаме две здруженија. Едното здружение на медицински сестри и акушерки албанци, и едното е на медицинските сестри и лаборантите и транспозистите во болницата. Па го имаме Флоренс Најтингел, здруженијето од Тетово, кој што ги обединува сите медицински сестри од тој дел. Па Сојузот на медицинските сестри од Тетово, па ги имаме медицинските сестри од приватната болница Систина со нивното здружение, и сите тие ги предводи здруженијето за нас, бидејќи е во моментот најмногу бројно, и ние со еден меморандум на соработка заедно, си ги имаме поставено сите заедно целите и визиите за еден лик, имидж и дело на една европска медицинска сестра. И верувајте ми, таа единственост е многу убава. И тоа е нешто кое што во последните 7-8 години влеа кај сестрите, една колегијалност, една единственост, една целина, која што чинам дека ни е многу потребна во овој момент и треба се уште повеќе да расте, за да сестрите го добијат конечно законот, се остварат преку лиценците, и ние бидеме тие кои што сето тоа за нашите идни генерации и за подигање на вредноста на пациентите ќе го испорачуваме. Ние сме многу близко до крајот на нашиот разговор, но вака за крај, кои мислите дека се клучните размени кои што треба да се направат во оваа држава за медицинските сестри да работат со желба, со љубов нивната работа? Секако, значи ние тие решенија ги нудиме секојдневно преку Унијата и преку Сдруженијето, и најважен е моментот дека сестрите мора да бидат со еден сектор за сестринство остварени во Министерството за здравство. Таму каде што се носат одлуките, таму каде што се нудат решенијата за проблемите. Само на таков начин може да се постават во база нештата. Второ нешто е дека законот за професијата на медицинските сестри конечно мора да го добие својот административен тек и да се најде пред пратениците, да биде изгласан како таков. Ние имаме сега ситуација во која што лекарите зборуваат за тоа гласно дека тие го немаат нивниот закон, па затоа сестрите не може да го добијат. Меѓутоа законот за здравствена заштита многу ги опишува лекарите. Тие се таму по секакви основи опишани, за разлика од сестрите, и на нас ни е неопходен сега веднаш и одма законот. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што тој ќе го донесе коморното уредување на сестрите, а коморното уредување на сестрите ќе ги донесе пребројувањата, централниот регистар, па ние ќе видиме колку сме, колку треба да произведеме, и тука се
тие лиценци во кои што сестрите треба да се едуцираат и врз основа на тоа на одреден период да ги правдаат лиценците. На таков начин ќе ги поставите базите и структурите на професионалноста на професијата. Секоја една сестра ќе мора да знае во болниците за што конкурира. Ние сега имаме конкурси само за сестри со средна стручна спрема, сестрите со високото на индивидуален начин си го бараат признавањето во болниците, немаме конкурси за нив и клучни се континуираните конкурси. Клучни се стандардите во болниците. Ако вие во болниците не сте стандардно изброени по број колку што требате, согорувате и тоа е многу голема причина да си заминете. Кога сте доволен број, вие можете да одговорите на сите работни задачи по сите основи, а тоа ја покачува и ефикасноста на болниците. Се ќе се промени. Кога ќе почне од една база, сите нешта системски понатака ќе се променат. Нашите проблеми не се само системски, се и синдикални. И после е многу важно тоа плаќање според одговорностите и коефициентите. Кога ќе ги подместиме овие работи и ќе ги наместиме во една ваква база и структура, нема да биде лесно и едноставно и многу брзо, меѓутоа од некаде ќе започнеме да ја штитиме професијата и да придонесеме да не одлучуваат толку лесно да заминуваат од државата, затоа што бројките се алармантни во овој момент и можеби ќе еден ден ќе бидат доцна конкурси континуирани, бидејќи нема да имаме медицински сестри кои што ќе се јавуваат на тие конкурси за да работат. Така да суштинската работа е оваа во која треба сестрите во базата и во структурата да ги добијат своите позиции и тие истите да ги креираат политиките за медицинските сестри. Благодарам многу што делевте време денеска да бидете тука во нашето студио и се надевам дека во најкратко време све овие проблеми и предизвици ќе се уништат, да кажеме вака, да се средат. Па и јас искрено се надевам дека ова ќе не донесе, вака ќе завршам со една реченица. Нацијата е богатство на државата, медицинските сестри се богатство на нацијата и инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Од тоа нешто повеќе ми се чини дека не е важно. Само здравието и здрава нација која што е сила на државата и така. Благодарам многу. Ви благодарам и на вас.